Годишниот одмор, кој што сите со нетрпение го очекуваме, понекогаш може да се претвори во хорор филм. Неодамна една мајка од Србија сподели за несреќата која што и се случила на незината ќерка. 8-годишното девојче згазнало на риба змеј. Се работи за риба која што испушта отров. Во продолжение на Алфа ќе зборуваме за незгодите кои што можат да ви се случат на плажа, односно за лошата страна на плажата. Бидете тука. Сакам да објавам важна информација без да внесувам паника. Моето дете од 8,5 години пред 2 дена во плиткото, пред да излезе од водата, згазна на риба змеј. Со десната нога згазна на риба која има отровни боцки. Симптом е многу силната болка. За среќа спасувачот беше тука, па ни советуваше да ја ставиме ногата во жешка вода, која ја намалува болката и го намалува дејството на отровот. Така направивме и по 5 минути таа престана да вреска. По советот на лекарот во Никити и дадов бруфен, може каков било аналгетик и нешто против алергија. До вечерта ногата и потече, бидејќи во организмот имаше отрови. Сега е во ред. Да не ве плашам, ова не се случува често. Лекарот вели еднаш месечно има ваков случај, но кај возрастните може да предизвика инфаркт. Се надевам дека со ова ќе помогнам ако не дај Боже некому му се случи истото. Ние не знаевме како да реагираме, затоа сакам да го споделам искуството, пишува Ивана Томашев на Facebook. Во никој случај не сакаме да создадеме паника со овој разговор, ниту пак да ви го расипеме вашиот одмор. Сакаме само да ве предупредиме и да ве посоветуваме за сите оние незгоди кои што можат да ви се случат на плажа, да бидете повнимателни, да знаете како да реагирате во дадените ситуации. Затоа дојдовме во просториите на амбулантата доктор Ана и во продолжение ќе зборуваме со една од вашите омилени докторки, доктор Анкица Станоевска. Ви благодарам што ја прифативте поканата и овој пат да разговараме со вас и да ни ги дадете сите совети поврзани со оваа тема. Благодарност и до вас, што секогаш еве вака со актуелни теми за сезоната, нели нормално да ги посоветуваме вашите гледачи и нашите пациенти. Докторке, неодамна имаше еден немил случај поврзан со риба змеј. Стана актуелно, често се случува, ретко се случува. Што значи оваа риба змеј? Какви негативни последици може да ни донеси и како треба да реагираме? Па еве и во медиумите и во весниците, значи постојано се зборува како некое детенце било каснато од риба змеј или некој возрасен. Секогаш постои препорака нели да и во морето се влезе со заштита на нозете, би рекле ние со нели оние пластични сандали за вода, кои што нели ќе допринесат да не настанат повреди на ногата, тука мислејќи се нели на скршени стакла, на би рекле убото деш и така, меѓутоа еве во поново време сме светоци се повеќе каснати туристи од така наречената риба змеј. Рибата змеј или риба драгон, тоа е риба за која што еве јас првпат слушнав пред 5 години, ќе кажам, во моето толку годишно работно искуство, навистина не сме имале некој пациент кој што е каснат од таа риба. Уште пред 5 години имав пациент, односно тоа беше и мој внук, кој што беше каснат од рибата и тие ми се јавија нели од одмор испаничени дека настанало каснување од риба змеј, за која што јас првпат слушнав. Рибата змеј живее во подлабоките води, меѓутоа еве од некои причини, значи сега се наоѓа и во плиткото, таа се камуфлира со тоа што влегува под песокот и вие кога влегувате во вода практично и не ја гледате. Кога ќе ја стапнете веќе е касно, затоа што на своите перки го содржи отровот кој што со убод го аплицира во моментот, со самото тоа настанува тешко трнење на ногата, дури парализа на ногата на екстремитетот каде што е каснат пациентот и што е трагично може да доведе до аритмии, до парестезии, трнење на цело тело, дури до гушење, до повраќање, значи до една драматична клиничка слика. Трагично е што обично нашите туристи, еве најблиску ни е Грција, значи патуваат во туристички места каде што вие немате можност за прва помош, односно немате блиску амбуланти.
Затоа наш совет, кога сепак го бирате туристичкото место, да одберете и туристичко место каде што знаете каде се наоѓа и здравствената заштита и нешто што е основно и што ќе ги посоветуваме нашите гледачи, бидејќи ова стана доста често, овој отров се инактивира само со топла вода. Значи никако со миење со ладна вода, никако со ставање на ладни облоги, значи сосема обратно од она што го практикуваме за каснување со инсекти и други алергиски реакции. Затоа секогаш велат на плажите држете едно шише по кое што нели водата ќе биде стоплена на сонце, за да може доколку дојде до каснување, едноставно да го измиете местото на каснување со врела вода или доколку немате врела вода, значи тоа значи топол камен, врел песок за да може да се инактивира отровот, како би биле последиците што помали. Какви се советите? Најчесто може би се случува да се соочуваме со морските ежиња. Тие ги имаме некако многу често на плажите. Какви се вашите совети? Како да реагираме при убод на еже? Така, нешто што исто доста се случува, значи при ова влегување во вода, боцкање на еж, посебно еве на вториот крак, значи плажите се полни со ежиња, така да важи оваа препорака за носење на тие пластични чевли во вода, кои што секако ќе ве спасат од овие убоди, меѓутоа доколку дојде до убод, значи прво, местото на убодот да се добро измие, во овој случај може да биде тоа и морска и ладна вода, но нешто што е основно доколку можете, значи веднаш боцката да се извади од ежот, доколку имате при рака пинцета или некој остар предмет, затоа што со самото влегување, тоа е како да вие сте се боцнале на шајка, значи сите препораки што ги имаме за боцкање на остар предмет, важат и овде, затоа што со самото боцкање инфектот навлегува длабоко во ткивото, а со вадење на боцката или останување на боцката само раната се затвара и тоа е една рана која што е добро подложна за инфекција, која што настанува после ден-два со едно букнување, црвенило, оток на екстремитетот и се што понатаму се случува. Значи веднаш апликација на самото место, чистење на раната со хидроген, со бетадин или било која септично средство и секако доколку се појави локално црвенило, земање на антибиотик. Неретко се случува да се соочиме и со оние исто кога сме кај камуфлирањето медузите. И тие се вешто да се сокриваат од нас и знаат буквално да не спржат. Што мислите, што е најпаметно што можеме сами да направиме, односно која е првата помош која што можеме да си ја направиме себе си или на нашите најмили во ситуација доколку дојдеме во допир со медуза? Па самото одење, значи, во нашите најблиски летувалишта еве Грција, значи, верувам дека многу од нашите туристи веќе се соочиле со тоа каснување од медуза. Тоа е едно добро пецкање, каде што сите тие пипала остануваат на вашата кожа. Нешто што треба да направите, значи, добро измивање во овој случај со морска вода, значи, на тие пипала и доколку можете вадење на тие пипала со пинцета, доколку нема пинцета, како велат било каков остар предмет, па дури и вашата платежна картичка може да помогне при вадење на тие предмети, тие боцки, значи, од екстремитетот и потоа секако апликација на некаков антихистаминик, бидејќи тука се јавува сепак локално црвенило, оток, значи затоа во вашата прирачна торба за одмор и вашата аптека секако носење на некој антихистаминско средство, како што се нашите масти, еве што тука ги имаме со многу малку кортико кои што се одржат во себе и секако пиење на антихистаминик, односно лоратадин, летизен, апликација на синопен, би рекле, на афлодерм и така. Во потрагата по сончаниот или чоколаден ден, често пати знаеме да дојдеме до изгореници и до сончаница. Тоа е различно, сме го дискутирале многу пати, но би сакала уште еднаш да повториме што во вакви ситуации, што доколку претераме на сончевите зраци. Сите наши препораки и еве разговорите со вас се токму поради овие незгоди. Многу изложеност на висока температура и кратка изложеност може да допринесе за топлотен удар. Значи, зборувавме за тоа, посебно при патувањето, кога нашиот пациент влегува во еден затоплен автомобил, значи само од неколку минути може да дојде до топлотен удар.
Но нешто што исто така е често, тоа се сончаниците, кога подолго време сте изложени на сонце. Нешто што е најбитно и што е најдраматично, настанува оток на мозокот, затоа што организмот самиот се брани и со цел да предизвика ладење на мозокот, всушност цела крв се насочува кон мозочното ткиво, но со самото тоа дава еден едем на мозокот, кој што се манифестира со на некој начин таква симптоматологија со гадење, повраќање, зашеметеност, дури и губиток на свест. Значи нешто што треба, тоа лице веднаш да биде пренесено на соодветно место, значи на поладно место, ставање на ладни облоги, напивање со поладни течности во повеќе голтки, така би рекле, никако одеднаш. И нешто што е многу важно, значи да ваквиот пациент се тргне од изворот на топлина или од изворот на сонце, да се раскомоти доколку има тесна облека, како би можело телото да диши и постојано да биде изложен на облоги, ставање на облоги по телото, како да постепено го оладиме телото. И колку што добро паметам, треба да биде во седачка положба, ако не се лажам, лице. Во седачка положба од причини што настанува една хипотонија, би рекле, значи намалување на крвниот притисок. Меѓутоа, кога вие имате пациент кој што е несвесен, тој треба да биде положен во така наречена кома положба или странична положба, каде што пациентот практично кога го легнувате, го свртувате со главата на страна и едната рака да биде под неговата глава, како не би дошло до задушување. Колку да делува наивно, понекогаш и комарците можат да предизвикаат сериозни последици по нашето здравје. Какви примери има поврзани со комарците, докторке, кога сме на плажа? Па, јас и денес како доктор не можам да разберам зошто во Грција не се спроведува прскањето за комарци и сите наши пациенти, значи, доаѓаат така добро испокасани и покрај сите средства кои што ги применуваат. Секако дека најдобра заштита се средствата против комарци кои што се мачкаат на кожата, се применуваат нели различни миризливи свеќи, потоа различни течности кои што ги ставате со апликатори во струја, значи во штекерите, меѓутоа и покрај се сепак нели настанува каснување од комарците кои што не можете да ги спречите. Посебно голема е појавата за жал на инфекциите со нилска треска, и меѓу нашето население, меѓутоа еве не помали се бројките и во соседна Србија, каде што со години, иако не се зборува многу и не се актуализира, голем дел од болните се враќаат со висока температура, болка по мускули, значи наведом симптоматологија која што наликува на некоја грипозна инфекција, меѓутоа всушност се работи за нилска треска, која што може да биде дури и животно загрозувачка и животно опасна и се забележани дури и смртни случаи. За жал, и јас како доктор во едно мое патување ја доживеав, за среќа преживеав, така ќе речам, меѓутоа, нели, тоа е доста драматично и страшно. Драго ми е што сте го поминале и што ете личното искуство ни го споделивте со нас. Докторке, за крај сакам да го заокружам разговорот да повториме. Зборуваме за личната аптека. Што е она што треба да содржи една лична аптека за патување? Секој одмор треба да биде пријатен и убаво кажавте на почеток, не да ги плашиме нашите пациенти, значи сепак одите на одмор, што би рекол мојот сопруг, не одите во болница, значи па да ја носите со себе цела домашна аптека. Меѓутоа би кажала, значи ќе носите работи кои што ви се најхитни, доколку во вашето туристичко место има амбуланта, пред се не треба да се грижите многу, затоа што тука ќе биде овозможено да имате цела медицинска заштита и вие доколку си имате осигурување патничко, значи дури тоа и нема многу да ве чини. Меѓутоа, нешто што е многу важно, секогаш да се носат електролити, пробиотици, медицински јаглен, сепак да се носи некаков антипиретик и аналгетик и нешто што е многу важно, сепак антихистаминик, значи препарат за алергија, така би рекле, кој што ќе можете да го земете доколку дојде до алергиска реакција. Сето тоа е хитно. Се она другото е нехитно, така велиме, освен повреда, каде што може да носите некакво антисептичко средство, нели за измивање на рана и за заштита на таа рана некоја антибиотска маса. За жал, нашите пациенти најчесто носат антибиотик, што буквално е безпотребен, и би кажале дека за него секогаш има време, за се ова друго нема време и треба да се носи во домашната аптека. Ви благодарам многу. Благодарам.